Стартуваме со дневните настани и во овој дневник ќе ги проследите најактуелните случувања од Македонија, светот, спортот и Вардарско-Теквешкиот регион. Еве што го одбележа денешниот ден. Продолжува дебатата во собранието за избор на новата влада. Тимоние со порака да се почитуваат роковите за одржување на сите избори пред се на локалните. Продолжува реализацијата на градежните проекти. Се бетонира улицата Шефки Муратов во населба Превалец. Втор ден на расправа во собранието на Република Македонија за избор на новата влада. Спротивставени се ставовите по вчерашното експозе на мандатарот. Пратениците на СДСМ, ДУИ и Алијансата на албанците за предложената програма и кандидатите за министри велат дека се добра основа за реализација на програмата која ќе овозможи и Македонија да биде држава на сите граѓани, економски постабилна и со перспектива. За ВМРО ДПМН со честни исклучоци персоналните решенија за министри се лоши. Ветувањата дадени пред граѓаните преголеми, а политичките последици ќе стигнат многу брзо. До полноќ Македонија треба да ја добие новата влада. Мандатарот Зоран Заев најавува дека таа ќе работи врз основа на 3 клучни елементи: економија, правда и интеграции. Од ВМРО ДПМН смета дека со честни исклучоци државава се соочува со слаб министерски состав и многу нереални ветувања. Спротивставени ставови за предложената програма и денеска се искажа од собраниската говорница. Наместо 20 луѓе од десната страна имаме 26 министерски имиња. Така не ветија дека ќе бидат 20 или помалку за да заштедувале 6 нови министерски места, 6 нови плати, 6 нови службени возила, слеш нови службени надоместоци, репрезентации. Не навлегувам во вашиот политички говор околу програмата на владата. Можете да говорите се, но ниту една дискусија од вас, од сите вие, од првиот до последниот ред, тој срам нема да ви испере. Сакам да ми се обратам на мандатарот и на идната влада. Знаат, ама ви повторувам, ќе ве контролираат, ќе ве критикуваат, ќе ве напаѓаат, ќе не напаѓаат истите луѓе кои го дадоа гласот и кои што не поддржуваа на улиците во првиот момент кога ќе застраниме од патот кој заедно го чекоревме. Но секогаш кога македонецот добил шанса да гласа, македонецот гласал за ВМРО. Во овие 27 години имате победено еднаш, 2002 година на 15 септември. Значи, од последни 70 години во овој законодавен дом, вие сте на власт 60-тина, а еднаш имате добиено избори. Во новата влада, според предлог составот што го достави мандатарот Заев, министри ќе имаат СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, кои имаат мнозинство од 62 пратеници во собранието, кое во овој состав брои 120 пратеници. Со 62 гласа за и без воздржани и против, денеска беше избрана Комисијата за избори и именувања во Собранието на Република Македонија. На гласањето по оваа точка не присуствуваа пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН. Со 62 гласа за и без воздржани и против, Собранието на Република Македонија ги избра председателот, заменик председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. За председател на комисијата е избран Илија Димовски, за негов заменик Зоран Илиовски, а за членови Антонио Милошовски, Крсто Муковски, Даниела Рангелова, Димитар Стевананџија, Благица Ласовска, Горан Мисовски, Дамјан Манчевски, Петре Шилегов, Мухамед Зекири, Ивана Туфекџиќ, Джеват Адеми и Зекирија Ибрахими. На гласањето по оваа точка
не присуствуваа пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. ЕУ дипломатите во Македонија да извршат поголем притисок за поскоро одржување на локалните избори, порача градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов од францускиот амбасадор Кристијан Тимоние. Тимоние пак со порака да се почитуваат роковите за одржување на сите избори, пред се на локалните. Актуелната политичка криза да биде страница што ќе биде затворена што побрзо. Моменталната политичка ситуација во земјава, актуелните прашања и функционирањето на локалните самоуправи беше една од темите на разговор помеѓу францускиот амбасадор Кристијан Тимоние и градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Апостолов апелираше до амбасадорот и до сите евродипломати во Република Македонија да извршат поголем притисок да час поскоро почнат да функционираат локалните самоуправи и да дојде до измена на изборниот законник, бидејќи штетите ги трпат сите граѓани во државата, рече градоначалникот. Мислам дека притисокот од неговата екселенција амбасадорот на Република Франција и од сите евродипломати ќе вроди со плод да точката биде ставена прва на дневен ред во собрание на Република Македонија, за да можат граѓаните од целата Република Македонија да не се чувствуваат како граѓани од втор ред, бидејќи не можат ни една работа моментално да завршат во општините во Република Македонија. И пораката од Тимоние е да се почитуваат роковите за одржување на сите избори пред се на локалните. Актуелната политичка криза да биде страница што ќе биде завртена што побрзо. Да чекориме заеднички напред кон евроатланската интеграција на земјата, а за тоа треба да се почитуваат роковите за одржување на сите избори пред се локалните, истакна Тимоние. Двајцата заклучивме дека состојбата на актуелна политичка криза треба да биде страница која што ќе биде завртена што побрзо и да чекориме заеднички напред кон европска и атлантска интеграција на земјата. А за тоа треба да се почитуваат и роковите, особено за одржување на сите избори пред се локалните избори. А ние тој момент го очекуваме на вистина со нетрпение и со голем интерес, како што впрочем го очекуваат и сите граѓани на Република Македонија. И станува збор за ургентна одлука која што треба да ја донесе собранието. На средбата стана збори за францускиот јазик, при што Апостолов го представи 20 годишното функционирање на француската паралелка во гимназијата Кирил и Методи, која е една од првите во Македонија. Продолжуваме со инфраструктура. До крајот на оваа недела треба да завршат градежните работи на улицата Шефки Муратов во Велешката населба Превалец. Увид во работата денеска направи градоначалникот Славчо Чадиев. За реализација на овој проект општината ќе потроши 1 милион денари, пари од општинската каса. Дијана Иванова има повеќе за ова. Уште едно барање кое жителите од урбаната заедница Превалец го доставиле до локалната самоуправа е решено. Се бетонира улицата Шефки Муратов од црквата па надоле. Или како што вели градоначалникот Чадиев, кој денеска беше на увид на градежните работи за бетонирање на 250 метри од улицата, ќе бидат потрошени 1 милион денари, средства од општинската каса. Согласно договорот и согласно условите се бетонира. Јас мислам дека бидејќи ја поврзува црквата со населбата, дека доколку дозволат временските услови за празникот други ден, односно за во сабота недела, граѓаните на оваа наша голема населба ќе бидат во можност да користат со оглед на сегашно поволните временски прилики, да користат оваа улица, непречано да користат. Ние одма по завршувањето ќе ставиме и тампон и од левата и од десната страна на банкините, за да може да се зацврсти уште повеќе улицата и очекуваме дека ќе биде предадена, оглед конфигурацијата е малку по-специфична, голем наклон има, очекуваме да биде во недела во функција доколку дозволат во петок временските прилики. И за добро и за лошо, оваа улица ја користат жителите од населбата Превалец. Токму и затоа, незиното бетонирање беше наш приоритет, вели секретарот на урбаната заедница Превалец Миле Јаневски, нагласувајќи што се е реализирано како резултат на добрата соработка со локалната самоуправа. Бетонирани се во овие периоди улица Шефки Муратов, Трајче Петкановски, сега дојде ред и на оваа улица. Значи, работата на општина Велес е со огромен допринос кај нас во населеното место. Пред
6 месеци успеавме и возот да запира кај нас, односно добивне стојалиште каде што студенти вработени во Скопје, како што имаат луѓе потреба до Скопје да патуваат и до Битола, сега можат од тука да се качуваат и луѓето се многу големо благодарни на градоначалникот што еве овие работи ни ги возможува. Од локалната самоуправа напоменуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со реализација на проектите кои се дел од годишната програма на општината. Полициска станица Кавадарци поднесе кривична пријава против 19-годишниот ПК од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво. Имено на 23.5.2017 година на улица Браќа Џунови во Кавадарци пријавениот физички го нападнал КН од Кавадарци, возач на такси возило, удирајќи го со тупаници, пошто му го одзел такси возилото марка Голф. Од ударите КН се здобил со телесни повреди. Кривична пријава заработија и двајца полициски службеници вработени во полициската станица во Велес. Истите ја злоупотребиле службената должност, при што го оштетиле буџетот на Република Македонија. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против 38-годишниот ГТ од Велес, полициски службеник во полициска станица Велес, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, и против ММ, 43 години од Велес, исто така полициски службеник во полициска станица Велес, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Имено на ден 27.2016 година, по предходно спроведен претрес во домот на ГТ, одземена е оригинална документација од судски и управни органи, кои ГТ по долг временски период ги чувал во својот дом и по истите не постапувал според правилата на службата, доцнел или воопшто не одговарал по истите акти, со што предизвикал штета на буџетот на Република Македонија. Додека ЕМ со пропуштање на службената должност во својство на помошник командир во истиот период, пропуштил навремено и подолг временски период да реагира, со што исто така предизвикал штета на буџетот на Република Македонија. Обвинувања од страна на СДСМ беа упатени до локалната самоуправа за фекално загадување во село Оризари. Според нив, освен канализацијата како проблем, обвинуваат дека ништо не се сработило од страна на општината. На ова реагираше градоначалникот Славчо Чадиев, кој истакна дека само во село Оризари направена е канализација во должина од 1,4 километри, изградба на неколку улици, како и современо училиште. СДСМ упати обвинување до локалната самоуправа поради фекално загадување во населеното место Оризари. Велат во селото живеат над 3000 жители, а во непосредна близина на куќите, како и земјоделско обработливото земјиште, истекуваат фекалии и отпадни води. Овие фекалии испаѓаат одма под селово тука, може да се провери на лице место, нема 50-100 метри куќите што живееме. Тие фекалии испаѓаат од село. И господин Груевски рече дека канализација во Оризари е 100% решена, у ствари не е решена ни 5%. Сами гледате, живо бари направено, се дави таму, се душим од епидемија. Оризари има многу проблеми, не е само еден проблем. Ова е најголем проблем у последни години. Сметаат дека локалната власт ги оставила без основните услови за функционирање. На ова реагираше градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој го потврди проблемот со фекалната канализација, но демантира дека локалната самоуправа не направила ништо. За него ваквите, но и пожестоки напади се очекувани во следниот период. Точно е дека дел од населеното место Оризари има проблем со фекалната канализација, но ќе напоменам дека во изминативе 2,5 години, изминативе 3 години, таму се поставени 1400 метра нова канализациона мрежа. Тоа значи дека се поставени 2 крака се направени и останува уште еден крак кој што планираме да го почнеме во следниот период и потоа да пристапиме секако со тој крак и кој изработка на пречистителна станица на тој крак што следи во наредниот период.
Проектот е од големо значење и од голема вредност. Да напоменам, само да ги подсетам СДС, нека кажат еден единствен проект што во изминатиот период направиле за населеното место Оризари. Чадиев додаде дека во изминатиот период во село Оризари се направени 1 километар и 400 метри канализација, неколку улици, како и најсовремено училиште. Напомена дека нема ниту едно населено место во општина Велес каде во изминатите 4 години не се извршени градежни работи со цел подобрување на условите за живот. Годините не се пречка за да се спортува. Ова денеска уште еднаш го докажаа пензионерите од Вардарскиот регион. Повеќе од 300 пензионери се собраа во Велес за да бидат дел од 22-те регионални спортски пензионерски денови. Велес по втор пат годинава домаќин на 22-те регионални пензионерски спортски игри. Повеќе од 300 пензионери од општините во Повардарскиот регион беа дел од овој спортски настан. Честа и задоволството се големи што по втор пат сме домаќини, рече председателот на Сдруженијето Веле Алексов. Овие 22 регионални пензионерски па и спортски игри по втор пат ќе се одржат во нашиот град, бидејќи нашата инфраструктура е во таква состојба што може да ги организира републичките, се надевам до година. Поинакви од останатите здруженија во организацијата и имплементацијата на проектите опфаќаат теми различни од другите, рече Станка Трајкова. Токму затоа е и предизвик секое заедничко дружење во организација на пензионерите од Велес. А истовремено и се покажува дека Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и Сдруженијата на пензионерите се организирани правни субјекти, сериозни кога станува збор за спроведување и организирање на пензионерското организирање во нашата држава. Манифестацијата ја отвори градоначалникот Славчо Чадиев. Тој ја потенцираше добрата соработка со Сдруженијето на пензионери и реализацијата на повеќето проекти, посакувајќи им успех во овие игри, упати поддршка и за организирање на републички игри во општината. Да ви посакам во името на граѓаните на Велес добро дојдовте, да се дружите. Оваа бројка од 350 луѓе што се присутни пензионери во Велес е охрабрувачка, само од регионот. Токму затоа многу успех денеска. Кои се најдобри нека победат, меѓутоа дружбата е најважна. Една порака до раководството на Сојузот на пензионери на Македонија, Велес е подготвен да организира републички надпревар. Повелете, општината ќе помогне. Во спортската сала Гемиџи се играше мал фудбал и кошарка, а се играше и пикадо. Во просториите на Сдруженијето на пензионери се одржаа надпреварите во шах, табла и домино. На градскиот стадион се одржаа неколку атлетски дисциплини, а не изостанаа ниту надпреварите во стрелаштво. Најдобрите од регионалните надпревари ќе учествуваат во републичките спортски игри за пензионери, кои ќе се одржат во месец септември. Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори денеска ги представи информациите за работа на сметководителите и преземените активности за подобрување на квалитетот при вршење сметководствени работи и за спречување на нелојалната конкуренција. Останатите информации во продолжение. Од 1 јуни цените на сметководителните услуги ќе бидат повисоки. Од Комората на сметководители на Сојузот на стопански комори информираат дека е изготвен нов тарифник на цени со што се одредуваат минималните трошоци за нив. Компаниите кои имаат годишен промет од 400.000 денари ќе треба да платат минимален трошок за сметководствени услуги од 2.000 денари, додека максималниот износ е 61.000 за компании кои имаат промет од 100 милиони денари. Според Комората на сметководителите при Сојузот на стопански комори, овој ценовник е со цел да се регулираа сметководствената дејност и да се намали нелојалната конкуренција. Не донесовме ние ценовник. Цените се слободни, тие на пазарот на слободно се формираат како и сите други цени. Значи ние донесовме тарифник со кој кажавме колкави ќе бидат минималните трошоци за одредена компанија со одреден обем на работа. Воспоставивме прецизирање на минималните недоместоци за вршење на книговодствени услуги, што би значило гаранција и заштита за нас како книговодители, како и за останатите компании како крајни корисници на нашите услуги.
со воспоставување на прецизни правила на пазарот и критериуми за давање услуги кои клиентите ќе дојдат до намалување на нелојалната конкуренција, ќе се прецизираат со прецизирањето на критериумите, цената и правилата за постигнување на ниво и на квалитетот како гаранција за сработеното. Така ќе бидат заштитени сите засегнати страни. Најниската цена или најниските трошоци за вршење на предковствените услуги месечно ќе биде 32,50 евра или отприлика 2000 денари. Тоа е почетна цена која што стартува тарифно. Највисока, ако ве интересира и тоа може да го кажем, 3000 евра за фирми кои што имаат бруто промет преку 100 милиони. Од Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори информираат дека во изготвувањето на новиот тарифник се консултирале со сметководствените бироа во Македонија и врз основа на тоа се изготвени нови цени. Од Комората и со апел до сметководителите да ги почитуваат новите тарифи, а се апелира и до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, доставувањето на сметководствените решенија да може да го направат само лиценцирани и овластени сметководители. Александар Вучик денеска положи заклетва во собранието на Србија и ја презеде должноста шеф на држава. Заклетвата ја положи на уставот на собранието. Се колнам дека сите своји сили ќе ги посветам на зачувување на суверенитетот и целата територија на Република Србија, вклучително и на Косово и Метохија како нејзин составен дел, како и остварување на човековите и малцинските права и слободи, почитување и одбрана на уставот и законите, зачувување на мирот и благосостојбата на сите граѓани на Република Србија и дека совесно и одговорно ќе ги исполнувам сите своји должности, посочи Вучик. Вучик е избран за претседател на Србија во првиот круг од изборите на 2 април со освоени 56% од гласовите, односно со поддршка на повеќе од 2 милиони гласачи. Во продолжение најновите информации од светот. Најмалку 60 луѓе загинаа и над 300 се ранети во самоубиствениот напад во Кабул, кој бил извршен денеска, соопштија здравствените власти. Локалните медиуми јавуваат за најмалку 50 загинати, а над 150 повредени. Бројот на жртви може да се зголеми затоа што голем дел од ранетите се во критична состојба, изјавил за ДПА директорот на болничката служба. Портпарол на афганистанското МВР изјавил дека од цистерната со која бил извршен нападот не останало ништо. Нападот бил извршен на плоштадот Замбак во центарот на Кабул во близина на германската амбасада. Најмалку 6 лица загинаа, а повеќе од 50.000 се раселени од своите домови по поплавите или изгањето на земјиштето во североисточен Бразил, соопштија бразилските власти. Реките се излеа, а дојде и до одрон на земјиште и уривање на стебла поради поројните дождови. Најтешко се погодени државите Пернамбуку и Алагаос, кои прогласија вонредна состојба. Председателот Мишел Темер на кусо го напушти главниот град Бразилија со цел од авион да ја согледа ситуацијата во погодените области. Денеска имаме сончево и топло време со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движеше од 6 до 13 степени, а дневната од 27 до 32 степени. Според најавите на метеоролозите, утре преовладува сончево и многу топло време со максимална температура до 34 степени, но по пладневните часови во планинските подрачја ќе има услови за појава на краткотраен дожд со грмежи. Од петок попладне ќе настапи позначително дестабилизирање на времето, па во наредните денови на повеќе места ќе има пораен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пораен дожд, појава на град и засилен ветер, особено во петок и сабота. Со оваа информација го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на К1. Пријатно!